Политичката банализација на македонската историја за ситнопартиски интереси неспорно придонесува за разобличување на тривијалноста на побудите за декларирање нечии митски карактер во моментот кога тие ќе бидат премерувани со сличен аршин. Дали сега би го од оваа позиција, кога Гоце Делчев сега веќе стана најголемиот македонски син, би го тргнале споменикот на Александар Велики и би го ставиле оној на Гоце Делчев? Јас затоа што сум советник во градот Скопје, некои од овие прашања сме ги размислувале. Сум многу против ставот на поразениот став на Петра Шилегов дека треба да се руши, да се преместува и да се уништува. Еве нема да го срушите. Не реков да го срушите. До Александар Велики да ставите. Мислам дека премногу споменици има во градот Скопје. А сега кога е Гоце Делчев во прашање има многу споменици. Во право се новоосознаените демохристијани, кои сметаат дека ваквата реторика треба да биде напуштена и дека е потребен диалог кај наместо подметнување и користење насилни методи. Со разговор и дебата ќе придонесе за изградба на нормално општество. Нас ни се потребни редовни комуникации и напуштање на еден мачо стил на водење на политиката со демонстрирање на сила. И се би било во ред и би бил веројатно прифатлив овој пацифистички период, ако уште утредента еден од неговите поискусни соборци не представи сосема различно гледиште за перспективата и иднината на односите меѓу македонците, без оглед дали се на власт или опозиција, или припаѓаат на оваа или онаа политичка опција. СДСМ е антимакедонска партија и таа збирштина една што е собрана таму, таа треба што поскоро да бега, да ја избркаме, треба не самите заминат, да треба народот се собере и на клоци да ги земе сите тие. Тоа отсуство на јасен став, диалог или нишан, добро или зло, исток или запад, е бреме кое очигледно станува иманентно за една политичка гарнитура, која лавира во потрагата по прецизна определба на заложбите. Не можам да сватам идејата на дебатата. Се согласува со предлог, се согласува некој со решение, ама па мора да не чини. Па ево не чини за коморите. Ама се согласувам со минимална плата, ама имам критика. Се согласувам со неделен неделен ден, ама имам критика. Ако се согласувам, зашто имам критика? Затоа што мора да има критика, а не затоа што има место за критика. Ванчо. Така е кога сте. Имаше дебата. Така е кога сте идеолошки заслепени. Сепак, малку е неверојатно кога за употребата на ваквиот вокабулар, честотоста во јавните настапи и актуелните партиски и општествени функции, нималку не се криел мотив за обновување на запрената кариера во високите ешелони на власта. Ти имаш политички амбиции, ја ти пожелувам све најдобро во животот да ги оствариш уште. Кој ти кажа? Така да е, па имаш. Кој ти кажал да ти? Немаш? Нема. Па еве сега на функција си, друже. Не е тоа политичка амбиција. И на крајот, по низата барање на амбициозните општински и градска власт, владата да им ги плати сметките за струја, се надзира рационално прашање за нивната способност. Ајде сега имаме еден пожар, имаме една сметка неплатена, па да побараме донација или дотација од владата да ни помогне денеска. Океј, ќе ви помогне денеска, а што утре? А што задутре? Значи 4 години се во прашање, само што почна мандатот на градоначалниците. Конструктивно е да се помогне тогаш кога е тешко, ама уште поконструктивно е да се постави дилемата. Дали во ваква ситуација воопшто и требаат општини и градоначалници? Ако секој е оф, треба да го лекува ова или која било идна влада.